Тетовскиот универзитет организираше презентација по повод меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Беше разговарано за помагалата со кои се користат овие лица. Студентите од катедрата за специјална едукација и рехабилитација преку неколку изведби ги прикажаа истите, меѓу кои знаковниот јазик. Студиската програма за обучување на кадар за справување со лицата со посебни потреби започна од годинава. Ова е прва година што ние како факултет ја организираме, одбележуваме денот на хендикепираните лица, односно лицата со посебни потреби. Како концепт е инклузијата, сеопфатноста на учениците во сите основни училишта, така да скоро сите училници, односно нормални класови што ги викаме ние, имаме и ученици со оштетен вид, слух и така натака, така да овие кадри кои ќе се едуцират во нашата институција, во Државниот универзитет, ќе бидат способни да се справат со овие проблеми, бидејќи се со цел да не се остават, да не се ги маргинализираат, да не се остават на страна, овие бидејќи се дел од општеството и ние како хумано општество, кои како универзитет што произведуваме вредности, треба да се соочиме со ваквите проблеми. И не само овој ден, само денешниот ден, туку и секојдневно во секојдневието, секој ден треба да се позабавиме, односно да ги третираме овие деци, бидејќи тоа е наша општествена реалност. Шефот на катедрата за специјална едукација и рехабилитација вели дека образовниот сегмент во животот на лицата со потреби е еден од најважните, поради запознавањето со помагалата за нивно полесно функционирање. Ги запишавме 35 студенти од сите краишта на Македонија, имаме студенти од Косово, еден од Прешево и еден од Албанија. Наставниците што предава сите се со потребни звања и значи претежно се од Тетово, Државниот универзитет во Тетово, но кога има потреба, особено на идниот семестар, ќе ангажираме и професори од Институтот за дефектологија во Скопје, во која сакам да истакнам дека имаме изворедна соработка. Доколку медицината не може да му помогне на детето со пречки во видот, тогаш ние од аспект на социјален и едукативен аспект можеме и како да оние функционираат со тоа што може да употребуваат и други сензитивни помагала, со тоа што можат нормално и да читаат и да пишуваат со посебни техники, всушност посебни средства како што се Брајловото писмо и други асистивни помагала. Така да не само со ова, туку можеме и со децата кои имат оштетување на слух, може да потребат и знаковниот јазик, што значи тоа дека може да се направи исклучиво со едукативни средства. Денеска се одбележува меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Овој ден е причина повеќе да се запознаеме со нивните потреби и начините на кои можеме да им помогнеме за нормално функционирање во општеството.